А сега во продолжение ќе зборуваме, поточно мојата драга колешка Сузе ќе зборува за заекнување на наставниците во ерата на оваа вештачка интелигенција. Јас прво ќе ве поздравам, ќе ви кажам добро утро Сузе, добро утро за нашите гости, добре ни дојдовте. Она што и за што треба да се зборува и за тоа ќе зборуваме, така да повелете и представи си ги своите гости. Оставам на тебе, Сузе. Благодарам многу, поздрав до тебе, поздрав до сите наши гледачи и се разбира до нашите први утрински гости кои што имаат да споделат со нас многу важни информации, се разбира за сите оние кои што ги интересираат новитетите, кои што цел живот трагаат по одговори. Вештачката интелигенција се почесто е тема во нашите утрински гостувања. Топло добре дојде за Зорица Јанкуловска и за Зенафер Бајмак Грозданов, професори и навигатори за вештачка интелигенција, дел од еден голем проект на Еразмус, со кој што навистина на наставниците им се дава огромна поддршка да го прифатат предизвикот и да ја вметнат во секојдневните процеси на образованието. Добре ни дојдовте. Добро утро, гледачите. Добро утро и од мене. Така. Благодариме на поканата. Зорица е професор по хемија. Да, во средното училиште на град Скопје Марија Кири Склодовска, наставник по хемиски предмети, стручни. Така, Зенафер. Наставник по математика во средното училиште на град Скопје Цветан Димов. Така, верувам дека и вас и приватно ве интересираат новите технолошки предизвици со кои што целиот свет се сретнува, но вие имате среќа да бидете дел од еден многу значаен проект кој што и тоа како може да ги олесни нештата во секојдневната пракса. Како вие влеговте во овој проект? Значи, овој проект е започнат 2024 година. Носител на проектот е Синдикатот за образование, наука и култура СОНК. Во соработка со уште 4 држави, како партнерски држави, е формиран овој проект. Едни од државите се Бугарија, Хрватска, Србија и Белгија. 2024 на конкурс се избира 4 навигатори во Република Македонија. Еден од нив сум јас, Зорица, Миро и Точан и Игор. Понатаму за нас се врши обука во Софија и ние како обучени наставници вршиме дисеминација на 20 наставници минатата недела или пред минатата. Како изгледа, Зорица, целиот процес, како тече, има ли отпор на се она што ни е непознаница или што може би мислиме дека не ни е многу неопходно во секојдневната пракса? Проектот, според мене, проектот започна во вистинско време, за да ни помогне на нас наставниците да се снајдеме во креирање на наставни планови, содржини, за да бидеме покреативни наставници и да можеме да бидеме поатрактивни, нели, во денешно време за учениците. За наше добро, нели, разгледување на проектот, наставниците кои што ни беа за обука добро не прифатија и едноставно покажаа голем интерес да учествуваат во овие процеси, да им ги доближиме, нели, алатките за вештачка интелигенција, за да можат и тие да ги применуваат на своите часови. Во оваа фаза во која е сега во моментов проектот, колку наставници се вклучени? Моментално се 20 наставници обучени и тие треба да обучат уште по 5 наставници. Тоа е во секоја држава. Кај нас обуката беше во СОНК и им покажавме на голем дел од алатките кои што се веќе актуелни и тоа се развива со огромна брзина. Една од предностите што ја имаат овие наставници е со тоа што во соработка со СОНК има обезбедена А3 лиценца на Microsoft. Односно, има обезбедена платена алатка која што може да ја користат за подготовка на час, за подготовка на дневни, годишни, тематски планирања и за еден куп други работи. Да, ние веќе гледаме инсерти од обуките и од сето на кое што досега се случуваше. Кажете ми, кои генерации на наставници се опфатени тука? Предпоставувам дека се тоа помладите генерации кои што најчесто ги прифаќаат со леснотија и голема радост ваквите предизвици. Искрено, наставници, значи, на нашата обука беа од претежно млади колеги, но имаше и колеги кои што беа повозрасни и со ист ентузијазам го прифатија предизвикот да
научат нешто ново нели за вештачката интелигенција. На кој начин вештачката интелигенција може да се применува баш во секојдневната пракса во образованието? Најосновната алатка што ја користат е телефонот. Знаете, во минатото условите за работа на наставниците не биле толку совршени како што се сега и тоа многу брзо се развива. Предпоставувам дека секој наставник има телефон. За комуникација, меѓутоа може да го користи и за примена во наставата. Дали ќе го користи со говорни пораки, затоа што сега пак кажувам, не само наставниците и повозрастната група каде што имаат проблем со видот или со пишување на пораки, тие може многу едноставно да го користат. Едноставно може да му се обрати на телефонот и да го праша што сака и да добие било која информација. Во наставата за било кој наставник може да си го започне часот или подготовката да го земе телефонот и да разговара со него. Меѓутоа е многу битно со кого разговара. Бидејќи имаме голем број на алатки, некои се незаштитени, ние нудиме некоја која што е софистицирана и е заштитена и ќе ви дава поточни информации, односно нема да халуцинира, во зависност како се обраќате и со кого разговарате. Зорица, како реагираат учениците на сите овие новитети? Веќе почнувате да применувате нешто? Точно, да. Почнуваме да применуваме. За учениците нормално часовите се многу покреативни, многу поинтересни, а сепак ова се нови генерации кои што растат конкретно родени се со телефоните, со дигиталната технологија, ја користат вештачката интелигенција многу повеќе од нас, слободно морам да го кажам и да го признаеме сето тоа. Се она што се разликува нели од традиционалната настава, се она што се разликува од да застане наставникот пред табла и да држи новишно предавање е кога ќе вметнеме некоја новина, нормално им го задржуваме многу повеќе вниманието. И на многу полесен начин се постигнува целта зашто сме таму. Така. Апсолутно. Во кои од овие 5 земји кои што ги споменавте, кои се дел партнери се во проектот, во кои најмногу, да речеме, ја применуваат вештачката интелигенција и некако ви се тие земји како добар пример дека можеме и ние така да ги вметнуваме? Моje мислење лично е дека е тоа Белгија. До каде имаат таму отидено? Многу далеку. Значи, јас ги следав европските трендови, воопшто гледав Белгија, поточно еве Германија, иако не е наш партнер, можам да забележам дека се многу далеко отидени. Има многу алатки, лесно се стигнува до нив и тие што се наменети за нивните студенти и ученици веќе се тие заштитени, значи немаме ние толку пристап и тие се развиваат со големи инвестиции во образованието. Јас би сакала да го надополнам Зен, значи на обуката во која што присуствувавме во Софија јули месец оваа година, запознав наставници кои што исто така беа, да не кажам до еден степен исплашени, можеби на исто ниво како и ние. Значи, односно се соочуваме со истиот предизвик, нели, како вештачката интелигенција да ја примениме во наставата. Така што, генерално, можеби да ја издвоиме освен Белгија, ние останатите земји сме на исто ниво. Тоа значи дека можеме да ја оставиме вештачката интелигенција сама да им одржи час на учениците, дури ако не сме ние присутни? Не. Апсолутно не. Значи, таа треба не е помагал. Вештачката интелигенција секако нема да може да го замени наставникот, единствено што може да го замени наставникот е друг наставник. Бидејќи во Јапонија веќе има ТВ водителки вештачка интелигенција кои што читаат вести, презентери, не водителки, презентери. Точно е тоа, значи има алатки што може да изготвите со вештачка интелигенција вести, може и часот да го подготвите на тој начин. Еве јас користам некои од тие алатки на Adobe. Нормално се тие платени и за сега нема поддршка на македонски јазик. Значи било што да подготвам би било на англиски или на некој од овие, нели. Ама на денешниве деца англиски воопшто не им е проблем. Проблем и станува на македонски некогаш да се изразат, бидејќи тоа се тие генерации кои што го говорат многу течно и многу точно англискиот. Точно така, меѓутоа да се оди во детали и да се подготви час баш совршено, како што ќе го одржи еден наставник, е многу тешко, меѓутоа како помагало е доста корисно. Да. Во подготовката може да користите пример за математика, поддршка за ученици за решавање на задачи.
конкретно јас ги користам тие алатки, бидејќи има некои ученици кои што имаат потешкоти во освободување на материјалот. И веќе наставата е сменета, веќе нема класична настава, веќе е хибридна настава. Наставникот предава работи на час, меѓутоа понатаму може да го следи онлайн работењето на секој ученик, што е голема предност за разлика од класичната настава. Да. Што друго е предност метувањето на вештачката интелигенција? Споменавте дека за многу кратко време и многу покреативна подготовка за часот би направила вештачката интелигенција, така нели? Да, се служувам. Што е еден да речеме голем товар на наставниците да мора да имаат за секој ден подготовка, да имаат план на работа, сега поново не знам ни како се нарекуваат сценарија или како се нарекуваат. Да, токму така. Знаете како наставникот треба да има нормален план како да го изведе часот, треба да има дневно планирање. Она што вештачката интелигенција ни помага на нас наставниците е тоа што за многу кратко време ни го создава, ни го генерира она што ние треба да го направиме. Значи ни дава повеќе, ни возможува повеќе слободно време, а тоа време ние можеме да го искористиме во друга комуникација со учениците и за оние теми каде што им треба голема и силна поддршка од нас. Да. Во колку градови се вклучени во обуките и во колку градови веќе почне да функционира проектот? Моментално е во Скопје и Кочани. Тие наставници се опфатени. И една наставничка од Охрид. Од Охрид. Имаме ли услови ние во македонските училишта согласно нашите можности? Имаме ли услови да сето тоа го ставиме во функција? Не секаде, точно е во Скопје, мислам дека повеќето од училиштата можат, меѓутоа во руралните средини е проблем. Но за да започнат да користат со минимална инвестиција и желба да се користи, мислам дека може да се почне со користење. Најголемиот проблем е секогаш наставниците ќе прашуваат зошто ми е мене тоа потребно, меѓутоа кога ќе се објасни дека пример со вештачката интелигенција, педагошката евиденција и општо се тоа ќе му биде заменето со компјутер, дури нема потреба ништо да пишува, тоа одзема огромно време, значи ќе има заштеда на време. Како што спомна Зорица, подготовките за час, вреднувањето на учениците, исто тоа е голем момент. Порано се работеше со писмени работи, пишување, нормално ќе постои тоа, меѓутоа со вештачката интелигенција ќе се заштеди многу време и ние ќе добиме попрецизни резултати за децата. Ќе може ли вештачката интелигенција да ги испрашува и да ги оценува учениците, еве да речеме да дадете и таква можност? Па јас верувам дека тоа во блиски иднина може да се случи, но реално наставникот не може никој да го замени. Ни помага вештачката интелигенција, ни помага при персонализирано учење, значи ни индивидуално учење, го следи индивидуално, значи ни помага при следењето индивидуално, значи на ученикот, на развојот на секој дете, но сепак крајниот збор го има наставникот. Затоа што не се она што ќе го каже вештачката интелигенција може да го пренесеме на учениците без да го исконтролираме, без да знаеме дали е соодветно за ученикот и слично. Да, вклучени се или родителите и битни ли ви се и нивните мислења околу сета ова новитет во образованието? Секако, значи со новиот едневник родителите ја пратат наставата преку едневник, кој час имате одржано, дали имате домашно задачата, која оцена се ставиле и така натаму. Значи, секако се вклучени и за разлика од порано кој имавме класичен дневник, кој што не може да забележи што се случува воопшто во училиштето, сега може да ја следи работата на наставникот. Едноставно да каже да, денес или утре што ќе учите. И нормално тоа го поддржуваат затоа што ја следат наставата и напредокот на детето заедно со наставникот. Таа врска мора да постои. Колку едноставно за вас, наставниците, професорите, вие просто не престанувате со учење, вашето формално образование било едно, но еве во пракса морате да ги следите и новите трендови. Не морате, но гледам дека се трудите за да бидете што покреативни и што поинтересни да бидат часовите кои што ги држите. Колку време имате од слободно време? Останува ли нешто обично кога ние поставуваме ведниумите теми образование? Гледачите имаат некако мислење дека наставниците одат 4 часа, 5 часа на работа, после се слободни, секој викенд им е слободен, имаат зимски распуст, имаат летен распуст, но како тоа изгледа во пракса, Зорица?
Апсолутно тоа не е така. Во пракса дефинитивно се користи многу време за да се подготвиме, еден час, да се подготвиме за утрешниот ден на работа, да подготвиме креативни наставни содржини, да подготвиме креативни тестови нормално за рефлексија од учениците, да го задржиме вниманието, да им доближиме се она што се случува во светот, во развојот на технологијата и нормално многу треба да внимаваме како да ги научиме како да ја применуваат вештачката интелигенција. Апсолутно без етичко размислување, без критичко размислување нема ништо да постигнеме. Така. Зенефер, колку е безбедно да се втурнеме во тој свет на предизвици? Дека е безбедно, не е толку безбедно, многу внимателно треба да се работи со вештачката интелигенција. Пак можам да напоменам дека учениците со кои што ние работиме се повозрасни, за разлика од европските стандарди, каде што користење на телефон или било каква алатка бара 16 години во некои европски држави. Тоа е првата работа. Втора работа што ние како AI навигатори креиравме една безбедна средина. МОН веќе има креирана на таква безбедна средина. Ние исто така креираме таква средина каде што ќе бидат заштитени учениците и наставниците. И целата комуникација што ќе се одвива ќе биде контролирана. Да, јас ви посакувам многу среќа. Во секоја следна фаза посакувам да се охрабрат што е можно повеќе наставници, просветни работници кои што ги прифаќаат предизвиците да се обучат и да почнеме и ние да ги следиме оние трендови, може не исто како Белгија, како што споменавте, но да бидеме во чекор со светот. И се разбира вештачката интелигенција да ја користиме умно, разумно и да ни помага да ги поедноставуваме нештата и да доаѓаме до по-конструктивни и по-креативни одговори и решенија. Така е, Суза, ви благодариме на поканата. Ви благодарам многу и јас и многу среќа ви посакувам во секој следен проект. Благодарам. Ви благодарам и ви посакувам успеси понатаму во вашата работа, па се гледаме повторно.